Почнуваме со новото издание на регионалните вести. Во тек е уписот на првачиња во сите основни училишта во Тетово. До почетокот на новата учебна 2016-2017 година се очекува да се запишат околу 1200 првооделенци. Од почетокот на месецов започна да тече законски утврдениот уписен рок за првачињата во сите основни училишта во Тетово. Родителите имаат обврска своите деца родени во 2010 година или најдоцна до крајот на јануари 2011 година да ги запишат во најблиското училиште. При уписот се доставуваат одредени документи, а зависно од училиштето се врши и разговор или тестирање на првачето. Од 1 мај почна уписиве за учебната година 2016-2017 година, така да за ова учебна година се планирани да се запишуваат децата кои што се родени во 2010 година или најдоцна до 31 јануари 2011 година. И според информациите што ги имаме добиено од надлежните институции, во 2010 година и јануари 2011 година се вкупно родени во територијата на општина Тетово 1673 деца кои што се наоѓаат на тој список. Така да ние сме ги направиле сите подготовки за упис на децата во прво оделение и потребните комисии кои што се според закон потребни и подготовки се реализирани во училиштава. Документите кои што се потребни за упис во прво оделение е извод на родени, една лекарска потврда, исто така потврда од лекар за примени вакцини кои што се до оваа возраст, како една потврда од стоматолог за реализираните контроли на стоматолошките прегледи кои се потребни за тој период. Според статистичките податоци што ги добиле во секторот за јавни дејности при општина Тетово, во 2010 година се родени околу 1600 деца, но како што ни изјави раководителот Ахмет Ќазими, во прво оделение до почетокот на новата учебна година 2016-2017 година се очекува да се запишат околу 1200 ученици. Разликата во бројот на ученици најчесто се должи на миграциите на населението од градот во други градови или села. Уписите течат според планот. Ако се следи трендот на уписи во претходните години, очекуваме да таа бројка биде во општина Тетово, во училиштата на општина Тетово околу 1200 запишани ученици во прво оделение, затоа што и минатата година и претходните години приближно бројот на родени е овој, но бројот на ученици кои се запишуваат во прво оделение се движи од 1122 мината година, 1506 претходната година, 1153 пред 3 години, 1117 пред 4 години. Значи, бројката се движи од 1100 па се до 1500 ученика. Се надевам дека и оваа година таа бројка ќе се одржи, па и поголем број на деца ќе се запишат во прво оделение, додека другиот дел за останато децата кои се на списокот, а кои се не запишуваат во прво оделение се поради причини од внатрешна миграција во државата, како и миграција надвор од државата, тие се запишуваат во други училишта надвор од градот. Но лично мислам дека ова година ќе имаме поголем број на запишани деца, следејќи го трендот на уписи со овој период кој што го споредуваме со мината година, имаме зголемување на бројот на деца кои што се имаат запишано до овој денешен датум. Законски уписот на првачињата започнува на 1 мај и трае до 10 јуни, но во пракса училиштата излегуваат во пресрет на родителите што задоцниле и вршат уписи на почетокот на учебната година. Сепак, како што потенцира Ќазими, најдобро е првачињата да се запишат во предвидениот рок со цел навреме да се испланира наставата за следната учебна година, по однос на набавка на соодветен број на учебници, како и обезбедување на просторни услови и просветен кадар. Граѓаните и институциите не се доволно запознаени со концептот на дискриминација. Ова е заклучокот од проектот Анализа на политиките и дистрибуција на локални ресурси меѓу етничките заедници,
спроведен од Асоцијацијата за демократски иницијативи АДИ од Гостивар во соработка со други организации. Тоа што можам да го кажам како генерален заклучок е дека пред се не постои големо познавање на граѓаните со самиот концепт на дискриминација, што е и карактеристика на национално ниво, а не само на локално ниво. Граѓаните, значи, не ја препознаваат дискриминацијата, за жал, поради тоа и е многу мал бројот на пријавени случаеви на дискриминација пред надлежните институции, дали Народен правобранител, комисии за еднакви можности, па особено и пред судовите, пошто сега е и предвидена посебна судска постапка за заштита од дискриминација со новиот закон, усвари законот од 2010 година. Исто така сакам да потенцирам дека според нашето издржување што го направивме, произлегува дека и самите институции не се доволно запознаени со концептот на недискриминација, што како резултат од ова фактички е и нивната неспремност да третираат случаеви на дискриминација. Дополнителна вредност на самиот проект е обучени 16 младинци кои што знаат да се справуваат со дискриминацијата, знаат да реагираат по проблемот на дискриминација, но и знаат и да прибираат податоци од областа на антидискриминацијата. Проектот вклучуваше јавни дебати во сите 4 проектни општини, каде што локалното население ги искажуваше проблемите со кои што се соочува на полето на антидискриминација, но и како институциите треба да делуваат, односно објаснува како истите треба да делуваат кога се соочуваат со проблемот на антидискриминација. Понатамо проектот вклучуваше и работни состаноци на представници на локалната самоуправа, односно советот, комисиите за еднакви можности и комисиите за односи меѓу заедниците во општините од Западниот регион и соработува, односно ги истражува можните начини како може да се надмине самиот проблем на антидискриминација. Во продолжение следат информациите од полицискиот билтен на СВР Тетово. Полициски службеници вршејќи редовни контролни активности, вчера попладне на магистралниот пат Гостивар-Кичево забележале патничко моторно возило Opel Astra со гостиварски регистерски таблици управувано од засега непознато лице. Возилото нагло запрело и се паркирало на земјеното проширување, а возачот излегол и кога му се доближиле полициските службеници, кои побарале да се идентификува, почнал да бега пошто скокнал во густата шумичка покрај патот и избегал од местото. Во непосредна близина на возилото пронајдено е црно ќесе со непозната тревлива материја. Во возилото пак пронајден е паричник со известна сума парични средства. Во консултација и координација со јавен обвинител извршен е комплетен увид, а сето пронајдено е подигнато и ќе се вештачи, како и возилото кое крим технички ќе се обработува. Се преземаат мерки и активности за расчистување на случајот, а СВР Тетово веќе располага со првични сознанија за лицето, кое избегало и кое се бара. Сообраќајна незгода вчера се случила на регионалниот пат Гостивар-Вруток во Здуње со учество на две патнички возила, Opel Corsa управуван од 39 годишен равенец и Toyota RAV што го управувал 49 годишен жител на Печково. Во несреќата возачот на Опелот задобил телесни повреди, со друго возило пренесене во Гостиварската болница и задржан за натамошна обсервација. Извршен е увид и се утврдува причината за несреќата и се друго поврзано со истата, додека вкупната материјална штета се проценува на 100.000 денари. Инаку во Тетово и натаму продолжува незаконското и неодговорно однесување на поединци претежно млади да управуваат возила без положен испит, односно без да поседуваат валидна дозвола за тоа. Вчера откриени се уште 5 лица без возачки дозволи, исто толку возачи почетници и 8 нерегистрирани возила, појави кои во последно време бележат нагорна линија на ова подрачје. Постапувајќи согласно нивните овластувања, полициските службеници на СВР Тетово соодветно ги санкционирале сите откриени прекршоци со 17 прекршочни, 28 мандатни платни налози и со 6 писмени опомени.
Граѓанската иницијатива Протестирам вчера по четврти пат организираше протестен собир и марш. Со протестен собир и марш низ улиците тетовчани се приклучија кон така наречената шарена револуција. Поддржувачите на шарената револуција вчера вечер организираа протестен собир пред основниот суд во Тетово, а потоа поминаа низ градските улици. Протестниот марш го завршија пред општина Тетово, откаде до присутните беа упатени пораките на шарената револуција. Собрани сме вечерва тука, како и до сега, секој ден да го одбележиме присуството на елементите за детоксикација на општеството. Да ги извадиме тешките елементи од општеството, стравот, починетоста, криминалот и корупцијата и да го одбележиме стремежот на една нова визија која што треба да започне со укинувањето на аболицијата за криминалците во Македонија. Македонија е на нозе затоа што во оваа држава владее режим хибриден на коалициски партнери кои што ја држат во заложништво и кои што упорно сакаат да задржат власта не заради други работи, туку од едноставна причина една година после објавувањето на бомбите кои моментно ги слушаме, само за да се спасат од затвор. Протестирањето и се ова што се случува поттикнато беше од аболицијата од страна на Ѓорѓе Иванов, чија што аболиција одлучи дека 56 мина, сега веќе 55 мина, луѓе кои што се сомничат за криминал и корупција не треба да бидат спроведени пред лицето на правдата. Собрани сме, маршираме и протестираме од едноставна причина. Ако тие луѓе кои што се сомничат за сериозни злодела против човештвото во Република Македонија сега не се спроведат пред лицето на правдата, каков пример ние даваме на младите генерации, кои што млади генерации утре треба да ја водат оваа држава? Дека секој кој што ќе направи криминал, дека секој кој што може да украде гласови на избори, дека секој кој што може да прикрива убиство, дека секој може да си купува Мерцедес од 600.000 евра од државни пари и за тоа да не одговара. Не. Тие луѓе мора да одговараат од таа причина, затоа што моралот и етиката во оваа држава и правдата мора да се вратат на прво место. Не за заминувањето на младите од државата и останувањето на оваа влада, да за укинување на одлуката за аболиција, порачаа учесниците на протестот во Тетово. Протестирамо што побргу оваа ненародна влада да се замине, да отиде фашизмот од Македонија. Ние сме во длабок фашизам. Што повеќе да кажем? Да дојде слобода. Значи не може више така. Ова е народ. Ова е народ. Ние не сме, како не викаја, деликвенти. Не сме. 60 години имам. Дали ви лишим на деликвент? Веруем дека не. Не се борим за себе, ништо не ми треба. За вашата иднина, младиве, сите овие млади. За вас е работата. Сите отиднавте настрана. Со кого ние оде ќе живееме? Вие ќе водите државата. Никој друг. После сите овие работи што се случуваат во државава и потезите кои што ги повлече претседателот на државата, мислиме дека е крајно време да се вразуми, да повлече одлуката и да даде на Македонија шанса да диши. Бидејќи Македонија е сега скроз угушена. Народот веќе тоа не може да го издржи. Заменикот помошник државен секретар на САД Брајан Хојт Ји денеска на крајот од посетата на земјава на пресконференција пред американската амбасада порача дека е неопходно политичките лидери да ја поправат штетата предизвикана од помилувањата. Тоа поправање на штетите треба да биде направено на јасен, сеопфатен и недвосмислен начин и што е можно поитно, порача Ји. Доколку лидерите ги поништат или повлечат помилувањата делумно или на селективен начин, додаде тој, тоа само дополнително ќе го зголеми и онака растечкото чувство на неказнивост во државата и на недостаток од одговорност.
И исто така рече дека одговорноста подразбира и целосна поддршка за сите институции задолжени за спроведување на владењето на правото, вклучувајќи го и СЈО, задолжено за расчистување на случаите кои произлегуваат од содржината на преслушуваните разговори. И не ги коментираше именувањата на новите министри во владата, но рече дека за нив е важно да видат спроведување на реформите и посветеност на Пржинскиот договор, потсетувајќи дека во соседните земји е постигнат многу поголем отколку во Македонија, токму заради недостаток на реформи овде. Измените на законот за помилување се прва точка на дневниот ред на денешната собраниска седница. Како што рече координаторот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН Илија Димовски, кој е еден од двајцата предлагачи, ова е закон што одамна го најавувале со ДУИ и со кој ќе се пополни правна празнина што сега постои. За предлогот се гласаше два пати, бидејќи при првото гласање во салата немаше доволно пратеници. При второто гласање обезбедени се потребниот број на пратеници и со 66 гласови за, законските измени го поминаа првиот собраниски филтер. Измените се носат во скратена постапка, а денеска во собраниската сала не се присутни пратениците од коалицијата на СДСМ. Третото издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар ќе се одржи во сабота и недела. Пред љубителите на пишаниот збор во Гостивар ќе се представат поетите финалисти, кои жири комисијата ги избра како најдобри во конкуренција на 125 автори. Викендов Гостивар ќе ја слави поезијата. Во Центарот за култура Асном ќе се одржи третото издание на меѓународниот поетски фестивал Литературни искри. Отворањето ќе се случи во сабота навечер, кога ќе настапат поетите финалисти, чии творби беа избрани како најдобри. Доделувањето на наградите е закажано за во недела на свечена манифестација. Ја како, да речем, директор на оваа институција можам да изјавам дека дефинитивно убаво си тече све. Сме презадоволни не само од екипата која работи за оваа манифестација да биде така како што му личи или му доликува на една манифестација, туку и од самите учесници, креатори или автори, поети. Манифестацијата Литературни искри во Гостивар почнува во сабота во 19 часот и завршниот чин ќе биде у недела во 12 часот. Така да на сите граѓани вака можем да им решам дека влезот е слободен и ние ќе бидеме почитувани да тие бидат присутни и да ги почитуваме гостите, односно Гостивар да докаже уште еднаш дека е град кој ги сака гостите и сите креативци. На конкурсот за овогодишното издание на фестивалот се пријавиле 125 поети од Македонија и од повеќе балкански земји. Пристигнатите песни ги оценувала жири комисија со поетот и критичар Бранко Цветковски како председател и членовите Габриела Петровска и Адем Абдулаху. Се стремевме и успеавме во стремежот и начело на председателствувањето го донесовме почитуваниот господин Бранко Цветковски, кој е добро познат на македонската литературна сцена, поет, есеист, книжевен критичар. На наше огромно задоволство го прифати ангажманот и председателствува на овој фестивал. Меѓународниот поетски фестивал Литературни искри во Гостивар се организира во чест на 24 мај, денот на сесловенските просветители светите Кирил и Методи. Програмата на манифестацијата ќе биде збогатена со настап на млади музичари и актери од Гостивар. Дел од поетите кои учествуваа на конкурсот по избор на жирито ќе бидат застапени во заедничка збирка која ќе се промовира при самиот настан. Јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички план за делот блок 4 од УПС за село Маврово организира општина Маврово-Ростуше. Јавна презентација и јавна анкета за архитектонско-урбанистички проект за делот блок 4 од УПС за село Маврово, општина Маврово и Ростуше ќе се организира деновиве.
Опфатот е во местноста викана Крстови и граници на опфатот се од југоисточна страна патот за село Маврово, потоа од североисточна страна локална сообраќајница која представува катастарска парцела број 1124, која потоа од северозападна страна се движи исто така по локална сообраќајница која всушност е катастарска парцела број 1155, за потоа од јужна страна да се движи по катастарска парцела број 1160 и катастарска парцела број 1157/2 катастарска општина Маврово, до спојот со главната сообраќајница која води кон село Маврово. Јавната анкета и јавната презентација за архитектонско-урбанистичкиот план за делот блок 4 од УПАС за село Маврово ќе се спроведе со излагање на предлог планот во просториите на општина Маврово и Ростуше во оделението за урбанизам во Мавровјанови. Јавната анкета ќе трае 5 работни денови. И тоа од 19.5. четврток до 27.5. петок, секој работен ден од 8 до 16 часот. Во споменатиот рок заинтересираните граѓани и правни лица од конкретното подрачје опфатено со планот можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења за анкетните листови. Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 20. мај 2016 година во 11 часот во просториите на оделението за урбанизам во Мавровјанови. Регионалните вести ги продолжуваме со информација од спортот. Пионерките на одбојкарскиот клуб Љуботен од Тетово го освоија второто место на државното првенство на Македонија. Со оглед дека клубот работи само со младински групи, овој успех е голема надеж за создавање на нова сениорска екипа во иднина. На државното првенство во одбојка на Македонија во пионерска категорија младите одбојкарки на клубот Љуботен од Тетово го освоија второто место. Сега се повеќе се враќа надежта дека Љуботен ќе создаде силна сениорска екипа со оглед дека клубот моментално работи само со младински групи. На државното првенство на Македонија во категорија пионерки одбојкарскиот спорт Тетово успеа после доста години да биде втор во Република Македонија со пионерската екипа на Љуботен. Затоа големи услови немаме за работа, но ентузијазмот и традицијата која имаме со години докажа дека и во послаби услови и со помали, финансиски средства може да се достигне и подобар резултат. Иако тие други екипи, например Скопје, имаа повеќе и сали и услови, може и финансии, но ние успеавме и со помлада екипа да освоиме второ место. Пред од 16 екипи ние сме втори. Значи голем успех е за оваа млада генерација која е многу надежна, талентирана и мислам дека во наредните години ќе покаже уште подобар успех. Одбојкарскиот клуб Љуботен е формиран негде 49-та година и како прв тренер и како најдобар играч бил покојниот брат Бранко Чајка. И јас од него, идејќи по тие надпревари, сум га засакал таа одбојка и сум станал и ја прво одбојкар, па после тоа и професор по физичко, сум студирал во Белград и после тоа кога се вратив, почнав во гимназијата да бидем професор, таму почнав да спремам одбојка екипа и сме биле со таа екипа и машки и женски меѓу првите. И денеска сме како школски екипи многу јаки и во пионерска и во младинска конкуренција. На државното првенство на Македонија пионерките на одбојкарскиот клуб Љуботен беа најмлади меѓу пионерките од 16 одбојкарски клубови од земјава на возраст од 10 до 16 години. Тоа ги стави во незавидна позиција да имаат помалку години искуство во тренирање и надпреварување, но и покрај тоа нивната спортска дисциплинираност и љубов кон одбојката беа пресудни да го освојат среброто и да се вбројат во групата на надежни одбојкарки на Македонија. Во овој клуб тренирам околу 2 години. Љубовта од одбојката имам уште како мала. Уште како мала сум гледала одбојка и мајка ми тренира одбојка, може да и генетски. Ја секогаш сум сакала да гледам одбојка, но и имала голема желба за играње. Уште како мала сум тренирала така со децата од училиште, но почнав сега да тренирам професионално. Ние за надпреварот се спремавме, може да се каже цела година. Па имавме редовни тренинзи, таму се загревавме, пуцаме и сме добро организирани. Тренирам 1 година и па од секогаш сум ја сакала одбојката.
Кажи ми на колку надпревари си учествувала и еве за последниот колку време се спремавте, што ви беше потребно за да го освоите тоа второ? Имам учествувано на многу, но турнири имам само 3 и 6 месеци. Ја би им препоручал на тие млади категории, посебно сега во ова време на тие пороци, на тоа, да прво спортот ќе им го развие здравието, после тоа ќе бидат свежи и расположени и за учење, и за шетање, ако се здрави, ако се добри. А ако у тој смисол не можеме да направиме, да усалите ги донесеме тие деца, од тоа што сега многу време стојат на компјутери, со телефони, со таблети, значи тоа е негативно за здравието на тие млади девојчиња или машки. Затоа подобро е спортот, кој што ето така ги социализира тие девојчиња или машки, се шетаат по цела Македонија, по градовите кај што играат, а исто така имаат перспектива да може да бидат и на меѓународен план тие најдобрите, да се посветат како спортисти со одбојкарскиот спорт. Ниту еден успех не е случаен. За секој успешен спортист стои еден посветен тренер и напорна работа, но во основа на се стои љубовта кон спортот и желбата да се постигнат добри резултати. Сигурно во спортот прво е дисциплината. Значи мора се она што треба да го извршат, мора да го сватат прво кроз предавање едно теоретско кратко. После тоа треба да им се демонстрираат тие елементи и да се науча прво као елементарна техника. После тоа е искуство, тренинг утакмици и така. Иначе ако не се совлада основната техника и ако нема тренинг утакмици, значи со подобри противници, тогаш не може да има големи резултати. Значи тога ќе биде некоја импровизација и не се доаѓа брзо до квалитет. Ја мислам дека овие надежи, мислам и докажавме ја као постар, повозрасен тренер, мислам дека добро работиме, затоа што пред, да не речем сега, пред 2-3 децении, ние сме биле прваци у Македонија и со женска и со машка по 5 до 6 години. После тоа сме биле и во втора сојузна лига југословенска со женската екипа, едно 4-5 години во врвот, 3-трето, 4-то, 5-то место најдалеко. Исто така со машките екипи сме биле со 5 екипи машка во нашава државна сега лига, тога се викаше републичка, а после тоа сме биле и во втора лига со Југохром, со Љуботен, со Лешок, значи тие се екипи кои од ова поднебе излегле и беа меѓу првите во Македонија. Сем Вардар Скопски, ама тој собирал играчи од сите градови. Ние не сме зеле ни еден играч као појачање. Секако треба да си има прво љубов, но не мора да се откаже од многу други работи, тоа што ако си има желба, се може да се постигне. Па само да веруваме дека тоа можеме да го достигнеме. Одбојкарскиот клуб Љуботен во секое време врши уписи на сите заинтересирани љубители на овој спорт, и тоа за време на тренинзите кои се одвиваат секој понеделник, среда и петок од 18:30 часот во спортската сала на основното училиште Гоце Делчев во Тетово. Патнички авион на компанијата Еģipter се урнал во Медитеранот во близина на грчкиот остров Карпатос. Надлежното египетско министерство се уште не ја потврдува веста, иако веќе испрати писмо со сочувство до Франција. Веста за трагедијата ја потврди и францускиот председател. Можни се предпоставки за терористички напад, но во моментов најважно е да изразиме солидарност до семејствата и да ја пронајдеме причината за оваа трагедија, изјави Франсуа Оланд, председател на Франција. Според некои извори од Еģipter, летот испратил сигнал за помош непосредно пред да исчезне, но подоцна таа информација беше демантирана. Експертите проценуваат дека фактот што искусните пилоти немале време да испратат порака имплицира дека станува збор за силен и ненадеен инцидент. Во интерес на истрагата за уривањето на авионот, француските и египетските власти договорија тесна соработка. Отворени се кризни центри на аеродромот Шарл де Гол, како и во француската амбасада во Каиро. Египетскиот премиер Шариф Исмаил изјави дека се уште е рано да се исклучи можноста за било каква причина за несреќата, дури и за терористички напад.
Грчката полиција употреби солзавец и шок бомби врз група од околу 300 бегалци и мигранти во импровизираниот камп во Идомени, кои синоќа почнале да туркаат еден напуштен вагон кон силите на редот. Од солзавецот страдале повеќе мигранти, меѓу кои и бремени жени и деца. Шаторот за пружање медицинска помош бил преполн од луѓе кои се пожалиле на проблеми од солзавецот. Во инцидентите се повредени најмалку 3 полицајци. Непознат е бројот на повредени мигранти. Големо слечиште предизвикано од поројните дождови погоди 3 села во централниот планински дел на Шри-Ланка и од средата повеќе од 200 семејства се водат за исчезнати и се стравува дека се затрупани под кал и остатоци. Веќе се пронајдени 16 тела, а околу 180 луѓе беа спасени. Едно од девојчињата кои уште во април 2014 година беа киднапирани од екстремистите на Боко Харам е пронајдена. Тоа е прво девојче пронајдено откако повеќе од 200 беа киднапирани од средно училиште во североисточна Нигерија. Активистите тврдат дека Амина Алин Накеки е пронајдена вчера во шумата Самбиса во близина на границата со Камерун. Незин роднина тврди дека ја пронашле нигериски војници додека скитала низ шумата. Амина Али, 19 годишна, е бремена. По киднапирањето на девојчињата, лидерот на Боко Харам тврдеше дека ќе ги продате девојчињата бидејќи се негова сопственост. Нигериските власти од тогаш се обидуваат да ги ослободат киднапираните девојчиња. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност, попладне наместа со врнежи од дожд. Утринските температури се движеа од 1 до 10 степени, а дневните од 14 до 24 степени. Утре предпладне не очекува умерено облачно време со услови за слаби сончеви периоди, а попладне нестабилно со интензивни врнежи од дожд. Утринските температури ќе се движат од 1 до 9 степени, а дневните од 13 до 21 степен. Тука е крајот на денешното издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието и пријатно.